Djeco, znate li šta je Deca, ovo? da li znajete što je ovo? Spomenik na Kozari. To je spomenik na Kozara, podignat vo spomen na narodno-osloboditeljната borba, posvećen во спомен на жртвите од Втората светска војна, партизаните и нивните дивизии, во спомен на сите оние што ги загубија животите. Овде умре 34.000 луѓе, 10.500 партизани и 11.000 деца. Сигурен сум дека ви е познато дека во минатата војна во Југославија секој 10 човек го загуби животот. Секој 10 човек, секој 10 југословенски граѓанин мораше да умре, а Козара стана символ на нашата борба и големи жртви. И јас поднесов жртви зашто војната почна токму овде, близу мене. Фашистите ми го запалија домот, ја убија сестра ми, тројца мои чичковци и уште многумина од моето семејство. Вкупно 57. Тие запалија многу села на оваа планина. И така и јас решив да им се приклучам на партизаните. Југославија е многонационална земја со 6 републики и со 2 автономни покрајини. Колку што ми е познато, ние имаме 4 различни религии и уште многу други разлики. Да го спомнам само јазикот, на пример. Ние пишуваме и зборуваме на неколку различни јазици и со тоа представуваме свет во мало. Мајка ти е хрватка, нели Јелена? Да, Амела, татко ти е муслиман? Да. Иванчица? јас сум југословенка. A ja Srbin pišem da sam. Evo vidite. А јас сум србин. Мислам дека ако секој овде ни каже што е, ќе можеме да именуваме 18 народи и народности кои постојат во Југославија. А тоа значи дека имаме такво општество, каде што секој е среќен што живее со другите во заемно разбирање, како браќа. Ние се сакаме и се почитуваме. Треба да се каже дека народите и народностите, најголемите и најмалите имаат еднакви права. Сите тие можат да го употребуваат својот јазик, да ја чуваат и да ја развиваат својата култура. Тие исто така можат да се школуваат на свој јазик. Сите дискусии во собранието на СФРЈ симултано се преведуваат исто како што се преведуваат и писмено. Šta se to mora da se organizira za da go sve ova? Molam, rečete mi, koliko ljudi u vašem komitet raboti na zaštite na čovjekovata okolina? Moramo pripraviti novi program. Biztársaság közi vízfolyások szennyeződésének megakadályozására, amelyek külön takih stanja. Od njih
da spominjene slijednje. proposito mossa un'azione per Deutschland le proposime che il messertime l'analisi persuatime. Во собранието на СФР Југославија може да се види спомен плоча што не потсетува на првата конференција на неврзаните што се одржа од 1 до 6 септември 1961 година. Тито, Нехру и Насер го основаа ова движење и на неговата прва конференција присуствуваат 25 земји. Постепено ова движење стануваше се повеќе и повеќе масовно движење. Неговите членови се борат за еднаквост во правата на развиените и неразвиените земји и во светот и особено против трката во вооружувањето. Сите знаете дека мирот во Југославија зависи особено од ситуацијата на незините граници. Исто така знаете дека Југославија има 7 соседни земји, кои им припаѓаат на различни општествено-политички системи. Исто така знаете дека и двете светски војни започнаа во Југославија. Првите топовски ѓулиња во Првата светска војна го погодија Белград и првите бомби при воздушните напади беа фрлени врз Полска, Франција и врз Белград. Поради тоа не можеме, а да не се грижиме каква е ситуацијата на нашите граници. Ајде да ги погледнеме нашите граници за да видиме како тие изгледаат денес. Јас сум италијанка и припаѓам на италијанската заедница која живее во Југославија. Многу е агитирано за историјата на границите во овој регион. Овде беа водени тешки борби во Првата светска војна и овие борби многу влијаеа врз повојната историја. По војната ова беше регион што беше еден вид центар на меѓународни конфликти и бројни преговори. За среќа, ова денес е една од најотворените граници на Европа. Југославија и Италија направија многу договори за изградба на фабрики и патишта на овој граничен регион. Транспортот на стока и луѓе во обете насоки е слободен и непречен, како што е овде меѓу Горица и Нова Горица. Се во духот на пријателството и соработката. Овој регион околу Горица е планински, затоа и е тежок за премин. Затоа луѓето го користат патот преку италијанската територија за да стигнат во Горица и околината. Двата региона се поврзани со така наречениот Сабатински пат. Пасошот како документ не е нужен. Долж нашата северна граница има многу луѓе што поседуваат земја во обете земји. Овие земјоделци ги обработуваат нивните полиња во соседна Австрија и летнината ја пренесуваат дома без потешкотии. Исто е и со австриските земјоделци кои поседуваат земја и полиња во Југославија. Исто така нема потешкоти во секојдневниот живот кога многу работници секојдневно патуваат на работа во соседна Австрија. Исто е и со другите соседни земји – Италија, Австрија, Унгарија.
Ние имаме посебни гранични договори со овие земји, така што пограничниот транспорт на стока и луѓе се одвива без пречки. Овие погранични договори го продлабочуваат пријателството меѓу народите и ја зголемуваат безбедноста и ја овозможуваат културната размена. Неголемата европска река Дунав, река на мирот, не ги разделува двете земји, таа ги поврзува. Одамна, многу одамна во минатото римскиот император Трајан и неговите легии го минале Дунав и на тој начин неговата империја се проширила до северните делови на денешна Романија. Двете пријателски земји, Југославија и Романија, изградија една од најголемите хидроцентрали врз основа на заеднички договор. Ова исто така е една од врските што го продлабочуваат пријателството меѓу нашите две земји. Токму сега ние градиме уште една хидроцентрала на Дунав. За жал, на крајниот југ од нашата земја границите се многу поинак. Луѓето сакаат што почесто да ја поминуваат границата, но тоа не зависи само од желбите. За патување во Грција е потребна виза која е многу тешко да се добие. Некои граѓани кои потекнуваат од Северна Грција, односно Егејска Македонија, не можат да одат каде што тие се родени или нивните родители. Со соседна Бугарија работите не стојат како што треба или како што населението сака. На пременот на границата кај Ново село Бугарија постави работно време кое после тоа одредено време преминот е затворен за сите патници. Но од другата страна на границата, во Бугарија живее многу население кое пак од оваа страна на границата имаат многу роднини и пријатели. Сите што сакаат што почесто да бидат заедно и да се веселат, но за жал тоа може само еднаш годишно да го прават кога се организира погранични средби на населението од двете страни на границата. Тоа се весели и на заборавни средби, но за жал се многу ретки.
Nedaleko od Struga postoji graničen premij so najniska frekvencija. Малкумина се оние на коим е дозволено да влезат во изолираната Албанија. Но ние би сакале да ги подобриме односите со Албанија. Таму имаме многу пријатели и роднини и би сакале со нив да се гледаме почесто. Но за жал во моментов тоа не ни е дозволено. Во Албанија не можеме да патуваме слободно како во другите земји. Но нашата земја се труди да ги подобри овие односи. Ние правиме се за пријателски односи и затоа започна изградбата на пругата, единствената и мала врска која малата Албанија ќе ја има со светот. Освен ова, ние ја развиваме соработката и го зајакнуваме мирот и довербата на многу други начини. Југославија е една од најзначајните транзитни земји. Ги посетивме двата најголеми гранични премина – Шентиль на север и Гевгелија на југ. Најголемиот дел на индивидуалниот и натоварниот патен сообраќај од блискиот и од далечниот исток за Европа минува низ нашата територија. 40 милиони патници и 20 милиони тони товар минува низ нашата земја годишно. Сонот на детето. Тоа е мирот. Сонот на мајката. Тоа е мирот. Шепотот на љубовниците под дрвјата. Тоа е мирот. Ние живееме во слободна земја, отворена за светот. Ова многу ни помага да научиме повеќе за луѓето во светот и помага другите да научат повеќе за убавините на нашата земја. Секој граѓанин на нашава земја може да има пасош и да патува каде што сака. Нашава земја се спогоди со многу земји да ја укине визата. На тој начин, таа ширум ги отвори границите, така што луѓето од целиот свет можат да дојдат да ги видат убавините на нашата земја.
Ние го развиваме и туризмот, но туризмот не значи само сончање и пливање. Тоа значи средба и запознавање меѓу себе, споредување на различни искуства и постигнувања. Нашава земја организира бројни културни настани и многу познати уметници од целиот свет учествуваат на нив. Еден од најзначајните такви културни настани се одржува во мојот мил Дубровник. Тој се вика Дубровнички летни игри и на него учествуваат уметници од цел свет. Prolaze stoljeća kao slijepi miševi. Hamlete, ja sam tvoja voljena Leticija. Leticija? Nominativ od Leticija, Leticije femininum. Predajem ti se. Samo meni? Samo tebi i njemu. I njemu također, sinu mog vrtlara. Vojnici! Paljba! Koliko ko hoće. Ovde vo Struga se održava jedan od najznačajnijih svetski festivali, Struškite večeri poezijata. 24 godini pored poeti od cel svet doaѓаат вамо и говорат песни за животот во мир, љубов и пријателство. Мирот е чаша топла млеко, книга пред детето рано наутро кога тоа се буди. Кога уште во полето наведнувајќи се едно кон друго си велат: Светлина, светлина, светлина. А венците на хоризонтот се полнат со светлина. Мирот е држење за раци. Мирот е топол леп на трпезата на светот. Мирот е насмевка на мајката, следејќи ги врвиците на мојата песна. Возот тргнат кон иднината, натоварен со жито и ружи. Тоа е мирот. О браќа мои, целиот свет дише во длабок мир, со сите негови желби. Ракувајте се, браќа мои, тоа е мирот.
Домот на писателот не е само селото или градот во кој што е роден, неговиот дом е целиот свет, целото човештво. Писателот пишува за сите луѓе и затоа велиме дека литературата е универзална и дека му припаѓа на целиот свет. Само различните јазици можат незначително да попречат литературата да излезе од своите оригинални граници, но со помошта на преведувачите овој проблем успешно се решава. Затоа писателот може да рече дека неговата книга е наменета за сите луѓе. Ова исто така, оваа литература гради мостови и пријателство, братство и љубов меѓу луѓето. Таа ги укинува границите меѓу земјите. Доброто и убавото остануваат собственост на сите. И токму ова е идејата зашто е подигнат споменикот на Козара. Како што чувте во мојата приказна, Козара беше големо боиште каде што животите ги загубија многу луѓе. Беше место на големи страдања, но и место на големо братство и љубов. Токму затоа овој споменик е символ на братството и на љубовта на луѓето од целиот свет. Символ на она за што се боревме и за она што на крај го постигнавме.